Јас не сум инженер, не сум машинец, не сум програмер, не сум ништо. Меѓутоа, еве, успеав, да, имав помош од ментор, меѓутоа тој беше менторски настроен према мене во вистинска смисла на зборот. Јас сум Исак Мисини, имам 24 години, свежо наполните 24 години и дипломиран политиколог на Универзитетот Американ Коледж во Скопје. При тоа дипломирав и како студент на генерација, односно како студент со највисок просек и сум креаторот, стојам позади паметниот чадор, така наречениот Sun Chaser. Уште како дете сакав да гледам некои серии, особено американски серии, и тоа ме доведе до гледање на една популарна медицинска серија од Америка и уште од тогаш, уште од мала возраст, мене ми се вроди една желба да постанам во иднина диагностичар, односно доктор специјалист. И така ми почна мене моето образование, одејќи на медицинското средно училиште во град Скопје Панче Караѓозов, и потоа беше нормално да продолжам на медицински факултет, каде што би можел да си ја остварам својата цел и својата детска желба. Меѓутоа, животот така ме пренасочи, не успеав да се запишам на медицинскиот факултет, отидов на фармацевскиот факултет во Скопје, каде што студирав една година. Во мојата втора академска година се случи, за жал, ковид пандемијата, при што факултетот за жал не беше целосно подготвен да се справи. Не само тој, сите факултети широм целиот свет не беа спремни за една таква природна незгода. И не ми се свиеше начин на кој што се одвива предавањата, начин на кој што се одвива вежбите и така натаму, и решив дека иако што мене медицината на некој начин тој сектор ме интересирал цел живот, решив да се пренасочам и да следам еден друг мој интерес кој што исто така го имам од рана возраст, а тоа се политичките науки. Политички науки е како една чадор наука на општествените науки, и решив да се запишам на меѓународни односи и дипломатија на Универзитетот Американ Коледж Скопје, каде што студирав 3 години и каде што неодамна дипломирав. Предприемачкиот дух кај мене исто така од рана возраст се всади од страна на татко ми, уште кога за прв пат ми ја прочита Богат татко, сиромав татко од Кјосаки. Како дете го памтам таа книга како ми ја читаше, каде што се зборува токму за предприемништвото како еден начин на самовработување, начин на кој што може да се оствари еден вид на финансиска независност. Така што со предприемништвото јас сум целиот мој живот, иако што го имав запоставено во тие некои формативни години кога бев во средно и на факултет. И сосема случајно во втора година додека бев на политички науки, ми дојде до мене еден отворен повик за предприемачка школа, за камп во Република Словенија, каде што можеше да се аплицира со некоја идеја. Најдобрите идеи ќе беа селектирани да можат токму во Република Словенија со нивно финансирање да се поминат првите две фази на секој стартап, на секој бизнис во рана фаза на развој. Тоа се докажување на концепт и градење на минималниот продукт. Неколку месеци пред тој повик да дојде до мене, така се погодија ептен околностите, јас бев на летен одмор бев во Турција, значи на море. Истоштен од претходно од ковид, тоа затварање што имавме полициски часови, и решив дека овој одмор, овие неколку дена ќе бидат само за одморање, само за релаксирање. И како и секој друг кој што оди на плажа, сакаш да си легнеш, сакаш да се одмориш и не сакаш нешто многу да стануваш од твојата лежалка. Меѓутоа, претпоставам бидејќи бев толку многу изморен и истоштен, приметив нешто кое што претходно не сум го приметил толку многу, а тоа е дека у суштина кога ние лежиме на нашата лежалка, со чадор над нас бидејќи сакаме сенка, у суштина бидејќи тие се статични, а сонцето се движи. Кога сонцето се придвижува, со тоа се менува и положбата на нашата сенка. И јас цел истоштен, сакајќи да не станувам од мојата лежалка, гледам дека у рок од 1 час морам 5 пати да станам да си ја поместам лежалката во релација со чадорот, за да си ја одржам мојата сенка.
И ме фати видна нервоза, сакам да се одморам, не ќам да станувам, викам, добро, 21 век, 2023 беше тогаш, дали мора да има некој подобар начин како да човек да ужива на свое летување. И почна секакви идеи тука да ми доаѓаат, па вештачка интелигенција, па не знам моторика, едно друго, и викам окей, дај да видам, ова сигурно веќе постои, веќе нели све што е све на кое што ние ќе смислиме, веќе некој друг претходно му текнало. И имало некој таков обид пред мене, меѓутоа видов дека не постои нешто широко комерцијализирано на оваа тема и реков окей, зошто не, ајде јас ќе пробам да го сторам токму тоа. И така се роди идејата за еден така наречен паметен чадор, кој што би бил модернизирана верзија на стариот дизајн кој што е више 4000 години стар. Има слики од античка Кина, од кај што се движат древните цивилизации со исто дизајн на чадори кои што ги имаме денеска, значи тотално непроменети. И мојата идеја беше на некој начин да се доведе 21 век и во овој сектор од туризмот така се изразам. И тоа перфектно ми се поврза со отворениот повик кој што го споменав, кога некој ми рече, окей, имаш ли идеја, ако имаш идеја да аплицираш на кампот, и реков, зошто да не пробам, ајде имам веќе некаква замисла, имам некаква идеја, ќе аплицирам и на тој камп аплицирав со мојата идеја за паметен чадор. И за мое тогашно изненадување, бидејќи тоа беше повеќе од ајде да видиме што може да биде, отколку што бев сигурен дека таму има некој бизнис потенцијал или можност за комерцијализација, бев селектиран. Тој повеќе беше отворен за сите земји од евромедитеранскиот регион, така што нели Медитеранот од Европа и опфати и делови од Африка. И за моје големо задоволство бев избран во потесен круг, значи неколку бевме однесени во Словенија таму да работиме на нашите идеи. Јас бев единствен представник од Европа, сите мои колеги беа од Африка, имав од Алжир, имав од Египет и од Тунис. Така што како единствен представник од Европа и токму од Македонија, многу сум среќен што можев Македонија да ја представам како една земја дека воопшто не е за потценување кога станува збор за претприемачки капитал. И таму работев на идејата, работев заедно со ментор, како дел од програмата ми беше доделен ментор од Словенија, работев со доктор на науки по инженерски науки, значи тој беше електричен инженер кој што работи на институтот Јожеф Стефан во Љубљана. Тој е најреномираниот институт во овие крајни, да кажам, во централна и југоисточна Европа. И тој ми помогна мојата првична рудиментарна идеја која што беше, не знам, вештачка интелигенција, па ќе го програмираме, тој да знае во секој момент каде сум. На крај решивме, тој ми помогна дека секогаш нели поедноставното е подобро. И така дојдовме до сегашниот дизајн кој што го имаме, кој што е многу едноставен, но софистициран, каде што преку следење на точната локација на сонцето со користење на сензори, значи тој чадор може да биде поставен било каде на земјината топка и во истиот момент тој да може да функционира безпрекорно. Инаку беше голема препрека и беше голем предизвик дека ние кога го создадеме чадорот на предвремено програмирана релација да го следи сонцето, тој е изложен на екстерни фактори. Некој може да не знае дека тој чадор е автоматски, па да проба да го помести. Тој ако го помести барем за неколку сантиметри, траекторијата е одма промашена и функционалноста е нарушена. Вака рековме, сакаме каде да може да биде пласиран тој чадор на земјината топка, одма да може да го лоцира сонцето и после да може да го следи низ целиот ден. И токму тоа и го сторив. Во Словенија престојав 4 месеци и таму ги поминав фазите, како што кажав, на докажување на концепт. Тоа го покажав преку играчка чадор. Мојата задача беше тоа да докажам дека чадорот има капацитет да се механизира и со вградување на неколку моторчиња да може и со сензори нормално да може да го следи движењето на сонцето. Тоа успешно ја поминав таа фаза. Следната фаза беше концептот кој што го докажав, само да го пренесам на вистинскиот продукт. И што направивме, земавме најобичен чадор, купивме од продавница и го вградивме нашиот механизам на него.
и успешно го поминавме успешно поминавме втората фаза која што ја поминува секој стартап, секој бизнис, а тоа е првиот прототип. И сега сме во фаза на градење на минимално прифатлив продукт кој што ги исполнува минималните функционалности и минималните безбедносни, се подразбира, услови за тој да може да биде пласиран пред крајните купувачи, пред крајните корисници. Во Македонија поминав 2 инкубаторски или акселераторски програми, каде што исто така аплицирав со мојата идеја, која што ова се случува после Словенија, значи више го имам изградено првиот прототип. И морам да кажам дека интересот беше уште од првиот момент беше голем, како се појави она како една интересна идеја, како идеја која што одстапува од нормата, да кажам, на денешницата, каде што повеќето бизнис идеи се заснуваат на платформи или на апликации, нели знаеме дека тие кои што има завршено компјутерско инженерство, програмери, за нив тие можат до неколку часа да спремат готов продукт. Тоа е навистина нешто на кое што им завидувам. Меѓутоа, по друга страна, ова одстапуваше од нормалното и бидејќи одстапуваше, веднаш беше приметено и широко признаено како нешто уникатно и како нешто многу интересно, бидејќи ретко е некој да се фали со својот паметен плажен чадар, да не кажам и до сега неслушната. И значи имаше интерес од домашната предприемачка заедница, можам да кажам голема заинтересираност и голема поддршка добив од сите чинители на заедницата и за тоа сум многу благодарен. Значи тука би ги извел прво Business Impact Lab. Тоа се една организација која што се бави повеќе со социјално претприемништво и со зелената транзиција, меѓутоа тие исто така ми дадоа голема помош и големи, да кажам, голем ветер во грб ми дадоа, бидејќи тие беа со мене уште од самиот почеток, тие беа првите каде што ја пласирав мојата идеја. Потоа беше Seed хабот во Македонија, кој што исто така го покрива и Seed бизнис, клубот на бизнис ангели, кои што се ангел инвеститори во бизниси. Исто така посебно беше стартап клуб Скопје со својата Имам идеја 2. Таму исто така бев примен со својата идеја, присуствав на предавања, на тие предавања и во стартап клуб Скопје и во другите 2 организации кои што ги споменав. Значи поминувавме многу модули каде што бевме учени на сите аспекти кои што би ни биле важни кога сакаме да создадеме или да го скалираме нашиот бизнис, значи од сама концепција па до комерцијализација. И имав шанса и во рамки на двете, и на Seed и на Стартап клуб Скопје, мојата идеја да ја презентирам пред инвеститори, пред домашни и пред странски. И бев во директни преговори со, како што реков, и со домашни и со меѓународни инвеститори. И сега сум во таа фаза на собирање на инвестицијски капитал, за да можам да ги испорачам нарачките кои што веќе ги имам добиено. Имам еден заинтересиран клиент од Албанија и како што кажав, значи првата фаза на инвестицијски капитал би бил токму за создавање, за изработка на првите вакви чадори, за да може да бидат испорачани до мојот клиент за тестирање и за понатамошно рафинирање и усовршување. И се надевам дека тој еден ветер во грб кој што го добив ќе продолжи понатаму и дека ќе се прошири знаењето за постоењето на еден ваков продукт и дека нема да остане само на еден клиент од Албанија, туку и дека ќе се прошири и понатаму. Сега дека работам сега на тоа, не се ослонувам само на надежта, туку и на конкретна работа на терен. И мојата идеја беше, бидејќи го започнав проектот на некој начин во Република Словенија, нели тие имаат излез на море, Словенија да ми биде мојот прв пазар и потоа само да се придвижам по Јадранскиот брег, нели Црна Гора, Хрватска и Албанија. Има многу од Македонија кои што се токму во тој сектор на туризам и на угостителство, кои што работат сезонски, нели токму во овие држави, и тоа ми даде една шанса да имам директен контакт токму со моите крајни и моите идеални купувачи. Имам гледано многу интервјуа и јавни говори во мојот живот и повеќето, ако не сите од нив, започнуваат или барем во еден дел од својот говор вметнуваат
говорниците ги вметнуваат своите успешни приказни, своите приказни каде што биле тие, каде што постигнале некаков успех. Јас тука преземам еден поинаков пристап, бидејќи мислам дека тој е пристапот кој што мене многу ќе ми помогнеше да се вратам наназад во тие некои формативни години, бидејќи кога слушаш колку се сите успешни, колку сите имаат многу постигнато, на некој начин не може да се обесхрабриме. Мојот пристап токму поради тоа е ајде да зборувам малку за моите неуспеси. Значи јас започнав со тоа што не бе поради една четворка во основно во деветолетка, кој што беше платен по екстерно тестирање, тогаш имаш уште екстерно. Не бев примен во Орце Николов гимназијата да студирам. Потоа не бев примен на медицинскиот факултет да студирам. Во тие два наврати јас мислев како еден млад човек, прво на колку 14 години, после на 18 години. Животот ми е тука завршен, готово. Не успеав да се запишам. Сите мои другарчиња, сите мои врсници се запиша, готово тука, тоа толку. Меѓутоа, кога малце ќе од оваа перспектива, кога малце ќе одзумирам, навистина тоа не можело да бидат подобри одлуки кои што не е сопствено, туку некој друг или е животот или како сакаме да кажеме више, некој друг ги направил за мене, ми било предодредено тоа и тие неуспеси се интегрален дел од тоа кој што сум јас постана денеска. Така што првин би сакал за тоа да ставам акцент дека не треба никогаш да дозволиме некоја препрека во нашиот живот или ако нешто не се случило како што ние сме очекувале, тоа да не спречи, во тоа ние се бориме понатаму и да бидеме истрајни, бидејќи секогаш има нешто зошто се случува, можеби не денес, можеби не утре, можеби не за 5 години. Еден ден ќе видиме зошто тоа морало така да биде. И еве денеска седам тука, можам да кажам, сега знам зошто тоа морало така да биде и навистина сум многу среќен и благодарен што тоа така било, иако што тогаш тоа ми изгледаше како апокалипса, како крај на свет. Втората точка која што би сакал да ја акцентирам многу е искористувањето на можностите кои што ни ги дава денешницата. А тоа се со вештачка интелигенција, со плејадата на информации кои што ни се достапни во секој момент, дека нема работа која што било кој може да ја направи. Нема работа која што не можеме да не ја направиме. И јас сум токму, еве да кажам, жив пример за тоа и ова е работа која што многу е ценета од страна на инвеститорите кога ја презентирам мојата идеја. А тоа е, јас го почнувам моето презентирање со следното. Јас сум политиколог. Јас не сум инженер, не сум машинец, не сум програмер, не сум ништо. Меѓутоа, еве, успеав, да, имав помош од ментор, меѓутоа тој беше менторски настроен према мене во вистинска смисла на зборот. Не, окей, дај, ајде, јас ќе ти го направам се ова за тебе, туку. Треба да се направи ова вака и вака, еве, Бујрам направи го. И сега јас имав ноки во Љубљана, таму престојував, каде што од анксиозност не можев да спијам, бидејќи тој за него му очигледно што треба и како треба да се направи, бидејќи го има потребното техничко знаење. Јас бидејќи го немам знаењето, за мене тоа изгледа како научна фантастика. Меѓутоа, сите информации ни се на достап, имаме вештачка интелигенција, треба да ги искористиме тие можности да бидеме благодарни. И пак ќе кажам, успеав јас без никакво техничко знаење да направам чадор кој што не само што го следи сонцето, значи кој што е целосно автоматизиран, кој што сам се затвара, сам се отвора, корисува нема никаква улога, тука не треба со ништо да се замара. Туку исто така успеав и електрониката да ја средам, да можам да вградам од чадорот фотоволтаични панели, тој да произведува струја и тој да е истовремено тој да е самоодржлив, истовремено да можат и корисниците директно од чадорот да си ги полнат своите лични уреди. Така што успеав без никакво техничко знаење да создадам еден технички продукт. Така што денеска све се може.